Ново видео интервју на Република, со мене во студиото е Славчо Жадиев, градоначелник на Велес и првиот човек на Вардарскиот плански регион. Причината зашто сте тука во студиото е отварањето на Маркарт во Велес, една сериозна инвестиција која што ќе го подобри економскиот дел на животот во Велес, но и на околината. Секако тука се и оние други инвестициски зафати како што беа продажбата на плацовите кои што беа наменети за развој на економијата, но и воопшто за Вардарскиот плански регион. Најпрво, добре дојдовте. Добро е најдов. Каква е ситуацијата во Велес на полето на економијата? Еве, пофалете се за Маркарт, ке ве оставам да го изразите вашето задоволство. Па добро, генералната ситуација е овој момент во Велес во сегментот на вработувањето, во сегментот на економскиот раст позитивна. Имаме нагорен раст на вработување од наши сограѓани. Благодарение на мерките на владата и отварањето на повеќе индустријски објекти во околината, непосредната околина на Велес, конкретно тоа е Кавадарци, индустријската зона Бунарџик, па и градот Скопје, тук индустријската зона во Штип. Со задоволство може да кажам дека повеќе од 4000 велешани секојдневно заминуваат на своите работни места на овие дестинации. Само како за пример да кажам дека скоро 30% од вработените во Ванхол потекнуваат од Велес, односно луѓе кои што патуваат во таа фабрика. Сепак Велес беше голем индустријски центар во минатото, значи каде што после неуспешната транзиција преку ноќ се затвориле сите капацитети и Велес остана околу повеќе од 17.000 луѓе невработени, што е една значајна бројка која директно влијаеше на целокупниот начин на живење на градот во изминатиот период. Меѓутоа тоа полека, но сигурно почна да се менјава после 2006-2007 година, нагло почна да се отвараат нови работни места, квалитетна работна сила од Велес си го зазема своето место во секој сегмент од работењето во новите фабрики што се отвараат изминатиот период во цела Република, така да дојде редот да и во Велес се отвори една таква инвестиција. Само да нагласам дека во фабриката Дрекселмаер во Кавадарци работат повеќе од 1200 мои сограѓани. Додека новата надеж на Велес е најсофистицираната фабрика што се отвори во овој момент во Република Македонија, тоа е Маркарт, каде што ќе има вработување на 600 наши сограѓани, моментов се околу 130 на души вработени во таа фабрика. Да нагласам дека карактеристиката е тоа што оваа фабрика има потреба од голем број високо образован кадар. Тоа значи доколку се постигна оптималниот број што го дадоа во динамиката на примање на вчерашната презентација собствениците на Маркарт, при крајот на идната година, односно почетокот на другата година, 2017 година, до април месец да има 600 вработени во фабриката. Индиректно вработени 600, да не говориме за кооперативни сегменти што доаѓаат од другите нивни замислени производни процеси. Тоа значи околу 200 луѓе ќе бидат со високо образование. Бројка што е значителна бројка за респект. Значи да во една фабрика работат околу 200 вработени со високо образование, говори дека се работи за висок квалитет на производство. Впрочем и самиот процес на производство е наменет за најпознатите светски брендови на автомобили, меѓутоа во автомобилската индустрија во делот на компјутерските делови на автомобилите, што е едно највисоко ниво например, вчера подпиша договор, во текот на вчерашниот ден беше подпиша договор за S-класа Мерцедес да се произведуваат токму такви делови. И беа собствениците односно директорите на Мерцедес беа и они присутни на отварањето на фабриката. Или да нагласам дека голем дел од производството е лазерско производство, лазерско средување на продуктите што ги продаваат. Значи ние говориме за фабрика што за 2013 година е прогласена фабрика со најголем економски раст во Германија, односно прогласена од самите вработени по анкетите за најдобар послодавец. Нивниот минатогодишен обрт на средства е 870 милиона евра, бидејќи се работи за гигант кој има десетина фабрики низ цел свет и кој што вработува повеќе од 9000 луѓе. Значи сериозна инвестиција. Нашето беше како локална самоуправа да обезбедиме
услови за доаѓање на таков инвеститор, тоа значи изработка на детален урбанистички план, сепак фабриката е надвор 7 км вон градот. Тоа значи средување инфраструктурно, одвод, довод, потребите према потребите што ги има, например, таа фабрика се негде околу 500 кубика резерва вода во секој момент, значи за непречено производство и за сите онаа нивни потреби што ги има, сето тоа треба да се обезбеди довод на електрична енергија. Меѓутоа, јас само можам да кажам дека имаме многу добро разбирање со менаџерскиот тим, начело со директор Волфан Ајшер, кој што непосредно комунициравме во текот на градбата и да кажам дека за рекордно време се изгради фабриката, но истовремено од вчерашното излагање на господинот Маркер, собственикот на фабриката, на целата таа корпорација, кој што и вчера беше присутен во Велес, кажа дека го искаже своето задоволство од тоа за колку време е спремна цела документација, подготовката цела, за колку време се добивала и кажа, одговорно тврдам дека до сега не сме имале волку брзо добивање дозвола и волку брзо изработен детален урбанистички план. Меѓутоа, ние следејќи политиката на владата за начинот на привлекувањето на туристи, решивме да општина Велес настапува агресивно и пред нашата влада, меѓутоа и пред меѓународниот фактор. Само да нагласам дека ние сме првата општина во Република Македонија која што на оценувањето од страна на германската влада го доби БФЦ сертификатот. Тоа значи дека општина Велес беше презентирана и во неколку светски економски изданија како поволна дестинација за вложување во самата општина, земајќи го местото, локацијата, комуникацијата. На 25 км имаме аеродром, имаме еден автопат кој што е главен коридор за поврзување, имаме пруга, железничка пруга, имаме реципиент реката Вардар, имаме непосредна близина на нов аутопат што се прави, значи истокот се поврзува, сето тоа допринесува да има заинтересираност за инвестиции во општина. Има ли најави? Па само да ви кажам дека ние досега успеавме да презентираме две индустријски зони. Едната е индустријската зона Каластари, за која што да нагласам дека имавме и големо противење, за жал, од страна на опозицијата, кога се носат се урбанистичките планови во општина Велес, конкретно за таа локација, каде што баравме единство да се покаже, бидејќи бараме инвеститор, цело време бараме инвестиции. Кога треба да се настапи, ние добиваме негативна одговори од другата страна, односно кога се носеше деталниот урбанистички план, опозицијата гласаше против доаѓањето на Маркет во Велес. Со образложение дека не веруваат дека ќе дојде било каква инвестиција во општина Велес, дека тоа е само политички, да кажеме, политички памфлети, меѓутоа за среќа на нашите сограѓани, мнозинството цврсто застана за овој проект на градоначалникот. Заедно го изгласавме, за 4 месеца направивме пренамена на земјиштето со помош на владата на Република Македонија, донесовме детален урбанистички план, изработивме се што требаше под договорениот стандард со инвеститорот, сепак инвестицијата е 35 милиона евра почетна инвестиција и на наше задоволство да кажам пред јавноста дека првата нивна инвестиција беше на 5 хектара, меѓутоа по меѓувреме купи уште 5 хектара површина со во продолжение на нивната парцела со намера да се шират понатаму. Значи, кога ја понудивме на продажба индустријската зона Каласлари, веќе известно беше дека ќе дојде Маркет во Велес, да кажам дека сите парцели се продадоа уште на првата лицитација. Во моментот се гради уште еден погон. Имаме уште двајца инвеститори што ги дадоа документите за дозвола во општина Велес. Тоа значи дека скоро ќе им зададеме дозвола на две нови фабрики да се прават во индустријската зона Каласлари. Да нагласам дека и најголемиот ланец на маркети во Македонија, Жито маркети, купи две парцели во истата зона, подготвува документи за правење на фабрика за сушење на овошје и на други негови замислени производи. Во меѓувреме ние, бидејќи имаме непосреден интерес, направивме уште една индустријска зона, тоа е речени 2, и не за комплетно ја продадовме. Па, затоа спомнав, имате и плаци кои што беа продадени комплетно се продадени.
Енмон е првата инвестиција што ќе види. Енмон е реновирана српска фирма која се занимава во сегментот на керамиката. Ќе имаме фабрика со 50 вработени кои ќе произведува лепаци за керамички плочки, за се што им е потребно за нивниот асортиман. Тука имаме најава уште една, таа ја чуваме, додека не ја дефинираме која што е, само да нагласам дека е сегментот на електрониката, односно производство на трансформатори. И имаме уште еден урбанистички план кој што го работиме и го изработивме непосредно пред 2 месеца и очекуваме уште една инвестиција во Велес за друга индустријска зона. Во меѓувреме ја изготвуваме и последната што ни е зацртана индустријска зона во нашиот град, голема, на површина од 60 на хектари. Тоа е една брзиот пат сега што се привршува Велес-Кадрифаково, непосредна близина, на многу добро место, каде што блиску е Штип, блиску ќе биде новиот автопат што се прави Скопје-Штип, блиску е Свети Николе, Велес, и имаме веќе првата најава, писмо со намери добивме од една естонска корпорација која што сака таму на 5 хектари да прави производствени погони. Зборуваме за нови погони. Велес беше индустријски град каде што има и доста стари погони кои што за жал нели згаснаа во транзицијата. Дел од нив кои што беа помали знаеа да се трансформираат во приватен капитал, па успеа да се издигаат. Така беше една фабрика која што произведуваше приколки на времето, сега да не правиме реклами, сега произведуваат материјали потребни во медицината, при изградба на болници. Постојат ли такви можности и за овие поголемите капацитети кои што постојат во Велес? Па за среќа тоа што го кажавте е точно, за наша среќа е точно, бидејќи само таа фабрика успеа направи успешна трансформација и сега еден гигант кој што континуирано расте со околу 500 вработени. Само да напоменам дека истата таа фабрика поднесе овие денови за измена и доработка, дополнување на деталниот урбанистички план, сака да прави нов објект. Значи, тоа е уште една позитивна слика во тој сегмент. Меѓутоа, другите трансформации што не беа баш успешни во општина Велес, се купија повеќе погони, повеќе фабрики, дел од нив работеа за многу краток период, меѓутоа во еден период беа ставени под хипотека кај банките и тука престануваше секаква активност. Само тука ќе ставам керамика нова, која што едноставно беше ставена под хипотека и да не кажам буквално однесено се што имаше од неа. Ние силно пристапивме кон реализација на уште еден проект токму на тој сегмент. Тоа значи, да напоменам дека таа фабрика никогаш немала детален урбанистички план. Ние сега го изработивме деталниот урбанистички план. Имаме една добра соработка со банката која што е собственик во овој момент на тие погони на 5-4 За кој период се работи тоа? Како мислите за кога била преземена, па земена хипотека и однесена? Значи, само да нагласам дека тоа е одма после 94 година, 98-2000 година, ми се чини дека 2001 година таа фабрика згасна, па ја презема господинот Костовски, кој што остави длабоки траги на неуспешно работење во фабриката Парцоланка, каде што целата е сега под хипотека на една од нашите банки. Ние сега изготвивме детален урбанистички план за тој комплекс, бидејќи тој комплекс поседува неколку карактеристики, значи има пруга која влегува во него, има добро снабдевање со вода, има добро снабдевање со комуникација со регионален пат, така да ги исполнува сите стандарди за една браунфилд инвестиција. Меѓутоа ќе видиме што ќе биде понатака, ние очекуваме дека ќе успееме во таа наша намера да сето она што сме зацртале да го оствариме, бидејќи е на идеално место. Третата тема заради која ве повика во студиото беше Вардарскиот плански регион. Вие зафативте веќе, низ овие одговори веќе се зафати и автопатиштата, и новите, и старите што се ревитализираат, и фабриките кои што се шират економски зони, и тоа дека работат велешани веќе и во Неготино кај Вардарци, и дека работат и во Скопскиот регион. Па се развива ли Вардарскиот плански регион? Па добро, значи јас сум веќе трета година претседател на Вардарскиот регион. Знаете, Македонија е поделена на неколку региона, односно 8 региона. Задоволството е уште поголемо што имаме континуитет на одлична соработка со градоначалниците од Вардарскиот регион, значи сите градоначалници континуирано заседаваме редовно и одредуваме кои ни се приоритетни цели, кои ни се
каде што можеме да се посветиме. Имаме многу добро раководство на Вардарскиот регион, директорот со службите кои што знаат да прават исклучително добри проекти за наша среќа на општините. И досега имаме добиено повеќе десетици проекти од различна вредност. Да нагласнам дека само за последниот проект кој што е за Свети Николе наменен, сепак сме ние региони, се грижиме подеднакво за сите општини, без разлика на големината на општините. За Свети Николе што е наменет, ние конкуриравме преку програмата за рурален развој. И успеавме за Свети Николе да обезбедиме 62 милиона денари за инфраструктура. Тоа говори дека сме изработиле добри проекти. За прв пат се дава на региони, да кажеме. И нашиот проект за регионот беше оценен со највисоки оценки од Агенцијата за рурален развој. Сите, значи, целиот го наменивме за Свети Николе од реални причини. Знаеме дека општина Свети Николе има проблеми со финансирањето и затоа решивме таму да гледате да го избалансирате развојот, не по заслуга на сегашниот градоначалник, меѓутоа има одредени проблеми и сакаме да балансираме сегде. Значи во општина Лозова комплетно ја менјаваме енергетска ефикасност воведуваме, менјаме прозорци, врати, се што на тебе. За општина Градско правиме комплетен проект вреден околу 40.000 евра, околу следување на езерото и околината на езерото. Значи проект голем имаме што го правиме во моментов и видео презентација скоро ќе има која е направена за општина Демир Капија. Значи, континует енергетска ефикасност, контрола на енергетската ефикасност изработивме во општина Неготино. Значи, континуитет имаме во работењето, лифтови работиме за деца со посебни потреби во училиштата, во општините, значи Велес, речете го, Велес, Кавадарци, значи за Росома имаме исто така направено проекти. Сите тие проекти вредат повише од 3 милиона евра. Значи, Вардарскиот регион оствари прв од регионите и меѓународна соработка со регионот Голено во Република Полска, каде што бизнисмени дојдоа тука и од тука отидоа таму. Истовремено со Алзас регионот остваривме контакти и добра соработка, значи настапуваме паралелно без разлика на големината на општините, за секоја општина подеднакво да се вложува. Го промовиравме винскиот пат. Тоа значи дојдоа од винските региони од Франција, стопанственици, со нашите винари, поголеми, помали. Така, ги имате и кај Градско, ги имате и кај Демир Капија. Токму така. Сето тоа ни е организирано на еден начин каде континуитет даваме на развивањето на туризмот пред се и обезбедувањето на средства преку овие програми. Континуитетот на работењето на Вардарскиот регион се сведува на тоа што регионот работи успешно, се обезбедени, регионот успеа да обезбеди и средства да направи мрежа за инклузивен развој за која е сместена у Велес, општина Велес и не остапи зградата на Радио Велес, кој што е преработена, не може да ја познаете во моментов. Скоро ќе викнеме на отварањето на овој значаен објект, каде што се сместени коморите. Стопанската комора на Македонија е сместена таму, каде што, за да може да им биде на располагање, и другата комора е Сојуз на стопански комори исто така сместен таму, за да им биде на располагање. Наша цел е да се обединат, да се обедини бизнис факторот во регионот, да им бидат на располагање за измени на законски прописи, сето она што им е потребно, новите законски прописи што се донесуваат да бидат известени и бизнисмените, тој секој не ги следи, нели, што е и нормално зафанени со своите бизниси, значи имаат задача да своите членови ги информираат за сето она што се дешава, да седат да договараат стратегии за развој на коморите, да се договараат меѓу себе бизнисмените, значи не мора да се оди да се разговара по ресторанти, и било каде имаат услуги каде што може да се искоординираат сите работи, се да им биде ставено на располагање. Така. Спомнавте винскиот пат, спомнавте нели бизнисот и туризмот. Еве да ја најавиме и последната нели туристичка атракција во Велес, викендов питијада. Да, токму така, значи утре официјално почнува питијадата во Велес. Тоа е последен голем настан од овој вид во Македонија, не само во регионот и во Велес. Ние оваа година имаме рекорден број на понудувачи на тој наш специјалитет пита пастрмалија, значи оригинална пита пастрмалија, да се кажеме. Да, ривалството со Штип е познато така, да. Ние сме многу добри пријатели со Штип, и тоа нашата е поубава секогаш, како што они велат за нивната. Значи голема манифестација
која што е пропрадена со 72 часовно работно време. Почнува во петок, завршува во понеделник во ранните утрински часови, каде што имавме изминатија 2 години огромна посетеност, кај што сето она што го организираме, општина Велес го организира во соработка со бизнис секторот, да кажам, исклучително сум задоволен од начинот на соработка со бизнис секторот, секако генералниот спонзор Зегин и така натаму се околу сегментот на организацијата и каде што ние докажуваме во Република Македонија дека со македонски изведувачи на музика, дали од забавната, дали од народната музика, може да се направи голем настан. Значи, од 21 исполнител кои што ќе бидат естрадни уметници презентирани во текот на 3 дена, 20 се од Македонија. Тоа се покажува како успешен концепт. Петок е одреден за народната музика секогаш, комплетно покриен со македонски пејачи, почнувајќи од групата Маестро, Виртус, групата Зуица Лазова, Благоја Груевски, Миле Кузмановски, Арнета Молика, тамбурашки оркестар. Значи, комплетно ангажирана вечер посветена исклучително на народната музика, тоа значи загревање за следните денови што доаѓаат. Потоа во недела го имаме Боби Мојсовски, го имаме Владко Лозановски, го имаме Фолтин. Парни Ваљах е култната бивша југословенска група која што е популарна и по барање на нашите сограѓани. Значи, ние правиме секојаш ранг листа кои звезди ги сакаат Велешен. И замислите, на таа листа првите 10 позиции ниде нема турбофолк. Добро. Значи, ние ги прочитуваме желбите на нашите сограѓани, додека третата вечер исто така посветена на македонскиот рок. Значи, тука се Ален Хасановиќ, Боџиновски, тука се ДНК, Калиопи, Елена Ристевска, Александар Таравунов. Плејада на македонски звезди. Плејада на македонските звезди. Морам да ве прашам, во контекст на вашите граѓани, спомнуваме економија, разговаравме за развој на економијата, сите зафати што се прават и нели вработувањето се враќа, финансиската моќ, се чувствува ли тоа на улиците во Велес меѓу граѓаните? Меѓу другото, да речеме, и самиот Велес легува во зафати, дали со помош на централната власт или сами мостот беше попрен, што беше една многу горлива, морам да кажам, горлива и грда слика за Велес, со нели сите бранови што беа на него. Се чувствува ли тоа? Па добро, Велес... Се менува ли сликата, животот на луѓето? Значи, Велес почнува да менја сликата комплетно за Велес, почнувајќи од инфраструктурно, не е Велес истиот што беше пред 3 години, почнувајќи од инфраструктурно, со сите овие проекти што ги имаме, заедничко сработено и ние самите и со владата, почнувајќи од влезот на Велес, со нов кружен тек, со нови улици, нови осветлувања, комплетно заменето осветлување на цела општина, комплетно со штедливи енергетски свет, нов реконструиран мост, крвотокот на Велес, нов театар. За 11 октомври на нашите граѓани за нашиот празник и со питијата да покломен се поклопува, им го презентираме новиот кружен тек, кој што кошта околу 150.000 евра. Значи, со нови мостови, пешачки мостови направени, со нови реконструирани и нови училишта, со нови водоводни линии. Во моментов градиме Истатакове на наше населено место училиште, со нови игралишта, со нов приод кон работите, привлекување на странски инвестиции, меѓутоа не го забораваме езерото Младост, нов цевковод во должина од 11 километри, кој што продолжува сега према населените места, со нов канализационен систем на езерото Младост. Тоа значи дека и одма се даде резултатот. Продававме 4 парцели за мотели на езерото Младост. Одма се покажа резултатот. Значи, начинот на живење на Велес е променет. Бројот на возила говори дека нови возила, мислам, што се возат низ улиците на Велес, говори за зголемување на куповната моќ на нашите сограѓани. Можеби од почетокот кога тргнаа да работат во новите производствени капацитети, имаше стагнација во видливоста. Меѓутоа луѓето имаат натоложени долгови од минатото. Мора да си го расчистват тоа повеќето од нив.
да станат да видат во кој правец се движи и државата и инвестициите. Кога се види дека се одвива се стабилно, дека има еден нагорен, континуиран раст, не експресен раст, меѓутоа континуиран раст, дека од пред 10 години 17.000 невработени во Велес, сега моментот сме на активни баратели 4.000 на работа во Велес. Тоа дава едни податоци дека се движиме и во смерот на економијата континуирано. Сето тоа доведува до една релаксираност, впрочем, тоа го говорат и дуќаните. Ние прв репер ни се... Апсолутно, чаршијата. Чаршијата ни е прв репер. Втор репер ни се ресторантите, дискотеките, кафулињата. Значи, сето тоа говори за еден континуитет во раст. Ние направивме, да кажам, само за 2 години 2 нови паркинг простори, кои што вкупниот број на паркинг возила е околу 270. Полни се паркинг просторите. Имаме потреба од нов паркинг простор. Тоа говори дека се стабилизира полека, но сигурно економијата, полека, но сигурно Велес се враќа на мапата на индустријските градови. Еден, кажам само дека во текот на вчерашниот ден имаше уште еден настан во Велес. Имаше отворен ден на Агенцијата за вработување во Велес, каде што 21 стопанствен субјект се презентира, кои што реално бараат работници Во Велес. во Велес. Значи, 21 работодавач со своите фирми беа присутни со своји штандови, каде што директно нудеа работа на заинтересираните посетители. И према моите сознанија, десетина луѓе веќе склучиле договори во текот на вчерашниот ден. Значи, се дешава да прв пат во сегментот, например, да се бара заварувач да не може да се најде. Да се бара добар кувар. Истата ситуација е моментално во нашиот град. Впрочем, тоа е низ цела Република Македонија. Така да, за разлика од она зачмајано што беше претходно, се движи. И ние очекуваме дека наредниот... Полеки домаќински. Да, инвестиционен циклус уште подобро ќе биде. Ви благодарам за учеството во ТВ Република, за ова интервју. Ке ве посетиме на питијадата да пробаме вашите специјалитети, што се подобри, како велите, од штипските. Многу подобри. Така. Се гледаме повторно. Благодарам. Останете на каналот на Република Телевизија со секогаш нови и свежи интервјуи и информации.